Проректоре Боев, Универзитетското радио слави 5 години од своето постоење. Вие бевте во менаџментот уште од самото основање на Универзитетското радио. Кој е вашиот став за Угада FM после овие 5 години? Да, јас сум од почетокот на универзитетот овде во универзитетскиот менаџмент и многу добро знам состојбата со Универзитетското радио и со моментот на формирањето на овој дел на универзитетот како еден значаен сегмент во развојот на универзитетот и информирањето на студентите и на сите вработени и не само на нив и пошироко, бидејќи тој израчи малце пошироко отколку што е нашата, да кажеме, образовна структура. И мислам дека направивме прав избор во тоа што формиравме Универзитетско радио како медиум во кој може да се артикулираат нашите визии за развојот на универзитетот, за информирање, за слободата на информирањето и сето она што оди во поглед на ваквиот медиум. Мислам дека дека можеби е мал период од 5 години да се оценува нешто, меѓутоа мислам дека ова радио и за ваков краток временски период прерасна во еден медиум што е респектабилен во основа и мислам дека е премногу слушан и премногу добри информации се слушаат на него и студентите добиваат и вработените од прав момент оние информации што треба да ги имаат како такви. Мислам дека целата е погодена со формирањето на овој медиум и иако не сум во сферата баш толку на оваа проблематика, меѓутоа секогаш го поддржував тоа радио и тука немам двојбеност и немам, да кажеме, никаква резерва во поглед на тоа дека тоа треба да се развива понатаму со сите техники кои во овој момент се можни да се применат во оваа технологија, да кажеме, на информирањето и мислам дека да се зголеми бројот на новинарите таму, да се воведуваат нови технологии за информирање и да биде ова едно стварно добро врвно радио. Што мислите, кој е бенефитот за студентите од Универзитетското радио? И која беше идејата за бенефитот за студентите? Нема алтернатива на тоа дека треба луѓе да бидат информирани. Секое друго мислење дека информацијата треба да се скрие и да не биде достапна до сите е катастрофа. Значи, во основа мора да не води идејата дека сите треба да имат пристап до информациите. Единствен медиум што тоа може да го направи на квалитетен начин, на една отвореност, да кажем, до крајни граници, со президирање на различни ставови, различни идеи, тоа е радиото. И мислам дека тука, реков, немаме алтернатива во тоа дека тоа треба да биде медиум кај што може да сите да ги каже своите ставови, своите размислувања, своите визии за поглед на развојот на универзитетот и другите, да кажеме, содржини што ги нуди универзитетот во делот на студентско организирање, во делот на студентскиот живот, студентскиот стандард и тука мислам дека треба да има место за сите кои сакаат да изнесат своји ставови и тоа е богатството на тој медиум доколку на него имаат пристап сите до своите ставови. Реков, информацијата не треба да биде скриена, таа мора да биде достапна до сите. Со оглед на тоа дека е непрофитна установа, слободена од секакви влијанија комерцијални, Универзитетското радио, што мислите вие како проректор за наука, колку ваквиот тип на медиуми можат да помогнат во развојот на науката, на научната мисла и така натаму? Можат во многу да помогнат во развојот и пренесувањето на знаењата и на научни достигнувања. Меѓутоа, сепак знаете дека ние имаме една друга идеја покрај радиото да имаме и телевизија, која во основа информацијата, посебно во делот на науката, би било добро ако биде, да кажем, поврзана и со визуализација. И мислам дека комбинацијата на радиото со телевизијата ќе овозможи многу големи можности во поглед на презентацијата на одредни истражувачки активности, на проектни активности, на документарни емисии, на патеписни емисии. Мислам дека можности се во делот на информирањето во иднина, во делот на радиото и на телевизијата се огромни и мислам дека тој потенцијал доправо треба да се искористи. Кој е вашиот план како менаџмент за развој на овие медиуми два кои што ги споменавте? Менаџментот има, веројатно ректорот повеќе ќе го објасни тој момент, меѓутоа ние неподелено мислим во тоа дека ова треба да го поддржуваме и секоја година вложуваме во овој сектор и мислам дека не треба да има никаква бојазност во поглед на тоа дека оваа активност ќе се поддржува до крајни граници во рамките на можности на универзитетот. Па макар и некои други донации, ако може да се обезбедат низ невладениот сектор за ваквите информирања во делот на презентациите на слободата на медиумите, мислам дека секоја идеја е добродојдена во поглед на зајакнувањето на овој медиум. Реков, само со единствена цел да слободата на мислата биде неприкосновена на универзитетот и да не се овозможи ниту една контрола на мислата на универзитетот.